За да се изврши анализата хидролиза на скроп, потребно е да имаме најпрво чисти епрувети, дестилирана вода, луголов раствор, раствор на скроп, концентрирана HCl и фелинг 1, фелинг 2 реагенси, како и капалки за додавање на соодветните реагенси. Најпрво во 8 епрувети додаваме по 5 мл на дестилирана вода. Сега во секоја од овие 8 епрувети со по 5 мл дестилирана вода се додаваат неколку капки на луголов раствор. Јас ќе додадам по 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Во посебна лабораторијска чашка за загревање одлеваме од скробниот раствор 75 мл. Оваа лабораторијска чашка ја ставаме на постолје над бунзенов пламен, за да ја загреваме. Но пред да ја загреваме, во неа треба да додадеме 1,5 мл на концентрирана HCl. Ставено концентрирана HCl со микропипета одмеруваме 1,5 мл и додаваме во растворот на скроп. Оваа смеса од скробен раствор и концентрирана HCl се става на постолје и се загрева со пламен со бунзенов пламен и загревањето се врши на интервали од 3 минути. Значи, на секој 3 минути се зема со капалка од оваа смеса и се капнува по неколку капки. По 5 капки во епруветите по соодветен редослед. Значи, првите 3 минути се зема од оваа смеса, се капнуват 5 капки во епрувета 1, смесата се загрева наредни 3 минути, пак се капнуват по 3 минути 5 капки од смесата во епрувета 2 и се така одиме до 8-та епрувета. На истекот од првите 3 минути земаме од оваа смеса со капалка и капнуваме 5 капки во првата епрувета. 1, 2, 3, 4, 5. Ја протресуваме првата епрувета. На крајот од вториот 3-минутен интервал пак земаме од растворот на скроп и HCl кој се загрева и додаваме 5 капки во втората епрувета. 1, 2, 3, 4, 5. И втората епрувета исто така ја протресуваме. По завршетокот на третиот 3-минутен интервал земаме од растворот на скроп и HCl и додаваме пак 5 капки во трета епрувета. 1, 2, 3, 4, 5. Повторно ја промешуваме и третата епрувета. На крајот од четвртиот интервал
од 3 минути земаме пак од растворот и капнуваме 5 капки во четвртата епрувета. 1, 2, 3, 4, 5. Ја протресуваме и четвртата епрувета и гледаме дека почнува промена во бојата. По завршетокот на петтиот интервал од 3 минути, пак земаме од овој раствор и капнуваме 5 капки во петта епрувета. 1, 2, 3, 4, 5. Ја промешуваме и петтата епрувета и гледаме дека бојата се менува во виолетова. На крајот од шестиот 3-минутен интервал пак земаме од овој раствор и ставаме 5 капки во шестата епрувета. 1, 2, 3, 4, 5. И шестата епрувета ја промешуваме. Гледаме дека веќе настанала таа хидролиза. На крајот од седмиот 3-минутен интервал на загревање повторно земаме од растворот и капнуваме 5 капки во седма епрувета. 1, 2, 3, 4, 5. Ја промешуваме и гледаме дека веќе нема некакво обојување, што е доказ дека скробот е хидролизиран во чашката од HCl. На крајот од последниот 3-минутен интервал земаме од растворот и додаваме 5 капки во осмата епрувета. 1, 2, 3, 4, 5. Гледаме дека последните 3 епрувети веќе немат никакво обојување, што значи дека дошло веќе до целосна хидролиза на скробот до глукоза под дејство на хлороводородната киселина. За таа цел, во една епрувета ставаме 1 милилитар од Фелинг 1, а потоа додаваме и 1 милилитар од Фелинг 2 растворот. Сега оваа смес од Фелинг 1 и Фелинг 2 ја протресуваме и ја ставаме во лабораторијска чаша, која што има вода и која што ќе ја загрева водата, а со тоа ќе се загрева и оваа смеса. Доколку нема промена во бојата, тоа значи дека двата реагенси се исправни и дека нема нивно онечистување. Сега во загреаната смеса од F1 и F2 раствор
ставаме 1 милилитар од скробниот раствор кој што хидролизирал до глукоза под дејство на HCl. Смесата продолжуваме да ја загреваме. Забележуваме дека имаме промена на бојата во оваа смеса од темно-сина преку зелена до светло-зелена, портокалова и на крајот до темно-керамидна нијанса. Гледаме дека фелинговата проба е позитивна и со тоа докажуваме дека скробот целосно хидролизирал до глукоза под дејство на концентрирана хлороводородна киселина.